Затоа што таму има категоризација и недозволиво е, и нема толку многу да мислиме дека ние сега зграда се направило 10 ката нелегално, тоа не постои. Тоа мене не ми се верува дека има зборам во делот кај што е. Некаде ако постои треба да се третира како посебен случај затоа што нелегален е еден спрат над дозволената градба, што значи се стопира градбата, тоа треба да се руши. Но тоа е многу лесно. Градоначалникот на Скопје Георгиевски најави и рушење на дивоградби. Сметате дека има политичка волја тоа да се случи? Тоа е супер. Од аспект зашто го кажувам вака супер, затоа што треба да се стави стоп еднаш за секогаш на се што е надвор од тоа што е нормално и реално. Која е тогаш логиката да ние работиме 100% согласно закон и плаќаме даноци, а некој друг тоа си го прави и со помала вредност си го легализира? Последното кое што беше како најава, не дека навлегувам многу во таа тема, не ме интересираат легализации, затоа што тоа не е во моја сфера на размислување. Да се зголеми давачките плюс со тоа што биле во делот на комунали или не знам што. Тоа окей, тоа пак задоволува еден сегмент. Не го задоволува главниот фактор, а тоа е дека градбите кои што се градат треба да живеат луѓе. Тука е фактот. Пред некој ден пак имавме земјотрес. Имавме таму кога беше 2016, не знам како беше. Значи ние не можеме да се подпираме на нешто да нема аргумент, да нема документација, да нема ништо и да кажеме окей, бе супер, сите сме задоволни. Прво основата од која што треба да тргнеме, сето тоа што го градиме, ние живееме. Збориме ние тоа што го правиме. Ние живееме, најблиски, сите ти се на некој начин, ние сме секој со секој се знае. Не можеш да си дозволиш ти импровизација учесник во градба да прави импровизации, заштеда на работи кои што не држат. Бидејќи сме на крај, господине Митровски, закон за легализација, пролонгирање на роковите. Ја го поддржувам и тоа пролонгирање на роковите доколку станува збор за проблем на дислокација или нарушење на некаков бесправно изграден објект. Меѓутоа, ако е веќе проблем да се тоа дислоцира и така натака или да се руши, тогаш со дупло зголемени комунални трошоци и така натака тоа би го решил. Ја поддржувам таа иницијатива на градоначалникот и така натака, општо зборам. Меѓутоа и не сум толку многу за секоја дивоградба, да кажеме, нели тоа е тоа, да се руши. Бидејќи види нема што е добитото тоа кога ќе срушиме? Ништо не е добитото. Во однос на статика, во однос на квалитет на градба, да, ама не зборуваме само за стамбени згради се дивоградба. Има и приземни куќи. А сметате дека може да се протнат тука и тие стамбени згради кои имаат некакви недоследности при градба или слично? Добро, законски, ако ги почитуваме законите, нормите и се останато, не би требало да има простор. А дали ќе се најде негде некој мал канал за да тоа нешто помине, мислам дека да.